Еве на назад во отвореното студио, денеска се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски. Во овој блок третираме една тема малку подзаборавена, но многу важна. Главното прашање ќе биде каква е состојбата со македонските железници. Ова прашање го отвори повторно едно истражување на новинарот Горан Левков од СКУП. Меѓутоа, одговори ќе побараме и од директорот на транспорт, односно македонски железници, господинот Шабан Зендели. Најпрво за вас добар ден и добре дојдовте. Добар ден, поздрав до сите гледачи на Еден ТВ. Така, што веќе претеѓаш гостит. Да напоменам дека го очекуваме и вториот гостин да стигне тука во студиото, а го стартуваме разговорот со господинот Зендели. Бројките особено во последниве години се поразителни во однос на транспортот, односно состојбата со вагоните, пругите во македонски железници генерално. Господине Зендели, со какви се проблеми се соочувате и дали има некаква можност за напредок, односно разговори за да се подобри оваа состојба? За волја на вистината, многу возни редови воопшто веќе не се воспоставени, возовите не се обраќаат. На што се должи ова? Добро, сега кога збориме за железници на Република Северна Македонија Транспорт акционерско друштво Скопје, може да кажеме дека акционерското друштво Транспорт е предпријатие како акционерско друштво што е со одлука на влада од 2007 е поделена тогашното предпријатие за македонски железници во јавно предпријатие инфраструктура и акционерско друштво за транспорт македонски железници. Сега ние сме железници на Република Северна Македонија, транспорт. Ние воглавно се бавиме со транспорт на луѓе и патници. Во наша собственост се влечните и влечените средства, што подразбира, значи, локомотивите и вагоните. Другите во поглед на инфраструктура, пругите, станиците и така натаму потпаѓаат под собственост на јавното предпријатие за железници инфраструктура. Ние како железници на Република Северна Македонија транспорт се соочуваме со доста проблеми, бидејќи возниот парк е прилично стар, да не кажувам многу стар во однос на тоа што е време, предизвикот на сегашното време за да се обавува основната дејност транспорт на патници и стоки, бидејќи просечната старост на нашите локомотиви, влечните средства е 36 години, додека просечната старост на влечените средства, односно вагоните е 42 години. И ние имаме вагони постари од Македонија. Да, така може да се каже, бидејќи сите овие средства се многу постари од времето на самостојна Република Македонија. И сега кога ги споменувате овие години, навистина е фрапантно тоа што воопшто никој не се потрудил да инвестира на никаков начин. Добро, ако, пошто спомнате, ако земеме во обзир дека скоро во сите балкански земји, не само во Македонија, е запоставена, да кажеме, железничкиот транспорт, дали во патничкиот или во товарниот, ние сме дел од тоа обкружување и тука нормално во Република Македонија многу малку се инвестирало во последните децении назад. За волја на вистината може да кажеме дека ние во Македонија тамо 2012 година е склучен еден договор за кредит од Европска банка за обнова и развој и од тој проект од 50 милиони кредит од 50 милиони набавени се 150 вагони товарни, набавени се 6 кинески гарнитури, возови за превоз на патници и во рамките на тој проект е реновирана една хала за одржување на средствата. Вагоните се тука или не се? Да, тука се тие. Колку се од тие во функција? Сите се во функција, тие 150 вагони.
Додека во рамките на тој проект е предвидено и набавка на 4 локомотиви. За среќа, денеска веќе е пристигната првата локомотива од кинеско производство и во наредниот период, 2-3 недели, можда месец дена, ќе треба да се извршуват оние последните испитувања, за да видиме дали ги исполнуваат сите побарани стандарди и технички карактеристики што се потребни за обавување на таа дејност. Господине Зендели, она што треба да биде најкомфорен начин на превоз низ Македонија, возовите, може би и најбезбеден. И што било порано. Зборувате за патничкиот промет? За патничкиот, да. Мене ми е, знам дека овој проблем не е денеш. Така, не е денеш. Трае со неколку, односно ја како што реков, од независна Македонија, како никој да не инвестирал во железничкиот сообраќај. Меѓутоа, несвојствено ми е во 21 век да се патува во декември од Скопје во Битола во вагон кој што нема топлинска енергија. Да. Не може да биде нели еден обичен дефект тоа. Па тоа кажав дека ако ги исклучиме, бидејќи за волја на вистината, овие сите 6 гарнитури кинески што се за превоз на патници, се уште не се наша собственост. Се уште се водат од кинезиве. Било предвидено еден период од 3 месеци за испитување, односно 45.000 километри, али се уште ден денеска не се ваша собственост, рековте? Не се наша собственост, бидејќи се уште не е извршен технички прием на истите. А кога се набавени истите? Тие се набавени пред 2-3 години. Па каде е проблемот? Проблемот е 3 години баш прошлата недела јас имав состанок со представниците од кинеска фирма SCRRC, бидејќи има некои недостатоци технички во тие гарнитури, односно возови. Купени се со фалинки? Има одредени недостатоци, да кажеме, има и проблема и околу бројот на седишта што се испорачени, бидејќи во тогашнава тендерска документација било предвидено да бидат, како тендер објавено, бројот на седишта да биде измеѓу 175 и 205 седишта. Тие понудиле возови со 192 седишта, а испорачани се електро гарнитури, пошто има таму електро и дизел, 2 се електро и 4 се дизел гарнитури. Електро се испорачени со 176 седишта, што е за 16 седишта помалку од тоа што е понудено, додека за дизел гарнитурите, односно дизел гарнитурите се испорачани со 172 седишта, што не ги исполнува стандардите ни по тендерска документација, а камоли за тоа што е понудено. Па добро, за волја на вистината, ова се некои навистина загрижувачки податоци, но ќе продолжиме со разговорот. Тука ќе направиме кратка пауза за да стигне со нас во студиото и нашиот втор гостин и веднаш се враќаме назад со разговорот. Вечерва во отворено студио 1. Реформите низ избор на Призма. Сашо Ордановски на оваа тема разговара со Александар Цветковски. Во 19 часот 20 минути. Гостин во Централниот дневник во 20 часот Денис Селмани. Што се случува во соседна Албанија? Махи Несими на оваа тема во 22 часот во студио 1. Гледајте не! Во лица ќе гледате. Кој е Примислав Димовски, првиот човек на полициската единица Алфи? Од боксерскиот ринг до рингот на улиците и справување со криминалот. Дали успеа да ја прелее боксерската дисциплина во редовите на единицата која ја обвинуваа за бруталност? За сите предизвици и искушенија што ги носи неговата функција, но и за Примислав Димовски приватно,
Гледајте лица, 21 часот. Еве назад, со нас е веќе и Горан Левков, автор на истражувањето на Скуп, кое што Јана го напомена. Горан, здраво. Здраво. Она што може би најде на изненадување во твоето истражување, ова е реченица која што јас знам дека македонски железници, кога ќе се сетиш на македонски железници, одма доаѓа слика дека е тоа нешто старо, нешто рѓаво. Меѓутоа, последната шајка во македонските пруги е закована пред децении. Колку е ова изненадување? Па за луѓето како господинот Зендели што се таму и не е некој изненадување за останатите граѓани. Посебно за младите генерации може би изненадување затоа што последната направена пруга во Република Македонија, Република Северна Македонија е во 70-тите години пругата кон Кичево. 30 на години веќе ја слушаме пругата кон Бугарија, но таа ќе почека барем некои уште добри 20 години, затоа што правеа тамо работи некои наместо цела делница да става да се гради, да имаме еден изведувач, да имаме еден наблюдувач тамо на целата делница, и делницата е поделена на 3 дела, па ќе имаме 3 тендери, 3 изведувачи, 3 експроприации, ќе имаме 3 надзори на ова, што тоа ќе трае доста долго. Бугарскиот министер за транспорт најави дека 2027 или 6 година ќе може за Софија да одиме за 1 час со воз, мада искрено мене не ми се верува, затоа што таму посебно на таа најтешка делница што треба кај Крива Паланка и Бугарија треба да има еден тунел што треба да ги спојува двете земји, ќе се спојуваме преку тунел. Таму нема ништо направено. Не знам дали господинот Зендели може повеќе знае дали има документација за ова техничка документација. Тоа сакам да интервенирам, бидејќи се што зборувате сега тоа е во рамки на надлежности на јавното предпријатие за инфраструктура. Значи ние како железници транспорт немаме влијание. Добро, вие повеќе сте во одржувањето на вагоните и меѓутоа веројатно има консултации, се знае што се прави. Добро, тоа е, али не сум надлежен за има ли документација? Не, има и проект, има и веќе се работи на пругата према Бугарија, не за детали стварно не може да. Тоа е првата фаза во делот на Куманово до Куманово таму малку, али главниот дел што треба да се направи, не тешкиот дел, тоа е тој тунел што треба да не поврзе. Паланка на таму. Добро, дали воопшто некој во земјава од сите надлежни институции, еве и вие господине Зендели може да одговорите, па и сега како став инаугуран, дали воопшто некој го става на маса прашањето за ваквата катастрофална состојба? Господинот Зендели претходно Горан спомена дека може би му припишува на еден начин на изгубената волја кај граѓаните да патуваат со воз, меѓутоа дали само тоа е единствениот фактор, ги спомена и соседните земји, но па мојата перцепција не е до толку, еве соседна Србија се патува доста со воз, има ваков тип на превоз, не е само изгубената волја, односно навика. Да. Видите вака, пошто гледам дека целото време поентава вие околу превозот на патници, одно патничкиот сообраќај во ова. Па нека и товарниот. За нас во можда транспорт, може да кажеме дека е инвестирано во последно време, нели кажавме 6 кинески гарнитури што веќе имат добри услови во однос на претходниве гарнитури, односно возови што ги имаме со она старосна средство на тие средства староста што е повеќе од 40 и 50 години така натаму, ние за жал тие не се доволни за покривање на сите линии што се во Република Македонија. Во тој поглед, ако памтам, тоа што спомнавте, нели има и возење према Битола што нема грење. Трае околу 3 часа. Тоа се случува за тие гарнитури, односно возови што се од
стар ков, што се вика, бидејќи кинеските гарнитури имат тие комотни услови, имат комоција и сето тоа. Тие не се доволни за обавување на основната наша дејност, услуги во јавниот сервис за патничкиот сообраќај. Нормално дека во иднина треба исто така да се обнови возниот парк, да се набавуваат нови гарнитури, нови локомотиви, поготово за зголемување на транспортот на стоки, бидејќи ние со овој возен парк што спомнав, правиме максимални напори да ја зголемиме работава наша, за да обезбедиме поголем приход. Може да се пофалам, да кажеме сега, за овие 3 месеци во однос на претходната година, ние имаме 15,21% поголем приход во однос на истиот период минатата година. Имаме речиси ист број на патници за 630 луѓе, иако не ни функционира меѓународната линија Београд-Солун и имаме една линија помалце, ова што спомнавте за Битола, Скопје, Битола и назад, бидејќи немаме доволно средства. Мора државата да инвестира во овој сегмент на железницава, да постигнеме некои поголеми и подобри стандарди при возење, бидејќи Европа и светот на неколку земји веќе се отидене со тие брзи возови што се постигнува брзина измеѓу 200 и до 430 сега имаме во Кина, значи за кратко време се стигнува на најголеми далечини. Сега кај нас овие се услови, за жал, не само кај нас, јас кажав, и целото окружување, нити Србија можда е нешто подобро од нас, ама тука секаде сме скоро на исто рамниште. Али мора да се инвестира во ова, треба да државата најверојатно ќе размислува и да се најде друг начин на стопанисување со јавните предпријатија и така натаму. Горан, да ти дадеме и тебе малку простор и со оглед на времето. Што е она, додека го правеше цело истражување, што е она што може би се појави како најзагрижувачка, најфрапантна информација во однос на и инфраструктурата, да речеме, и во однос и на патниот сообраќај, и кои се твоите информации до кои дојде како заклучок во ова истражување, што се прави и што треба да се направи всушност за да се подобри состојбата? Од каде да почнам? Немаш многу. Баш така, нема многу време, али баш така е работата, од каде да земе просечната старост на возните средства и навлечните средства 36 години. Кажа господин Зендели. Гледна просечната брзина, имаме брзина од 100 км на час, што е направена брзина 1873 година, која е првата пруга направена. А последната шајка закована на пругата до Кочани, значи од Велес до Кочани, тоа е единствена пруга во Источна Македонија, закована 1926 година, и тоа е пруга со најниска брзина на Балканот. Има само во Србија еден дел малку што го бомбардира Граделица, таму се вози со 10-15, овде се вози со 20-25 км на час. А делот на падот на патниците, тоа ме фрапираше, значи за 30 години патници, бројот на патници што го користеле железниците паднал за 20 пати. Значи, ако сме имале во 80-тите години 8 милиони патници, сега имаме 400.000 патници со железниците. А друго најмногу што ме иритираше на некој начин беше незаинтересираноста на структурите што се задолжени за креирање на железничките политики, на транспортните политики воопшто во Македонија. Значи, за ова го баравме министерот Горан Сугарески на десетина пати. Не лажеше на влада сум, вамо сум, тамо сум, не се појави во документарецот, не се појави во истражувањето воопшто. Впрочем, и не ми изненадува, гледајте како функционираат. Мислам, за препастувачки е не само тој дел, и патничкиот, и овој сообраќај по автопатишта, да имаме автопатот Штип до Миладиновци, го изградија за 4 години, 6 месеци, сегашниот директор не може да го огради само автопатот, да има сообраќај по него. Цела Источна Македонија губи илјадници евра дневно,
стотици илјади евра дневно, што не го користи тој изграден објект, овој не може да го огради уште. А во железницата, мога да не правиме. Нема ниту стратегија за развој, нема ништо, например, нема ниту предвидени пари како ќе се развива, сведоци сме веќе дека вака понатаму не можеме да продолжиме. Значи имаше сообраќајка на автобусот на Дурмотурс, загинаа толку луѓе, да беше со железница, имаме пруга до Кичево, например, порано имало 5-6 гарнитури на возови што оделе до таму, сега има една и таа оди онака на ветер што се. А како да стимулираш граѓани да се возат со возови кога се е крнтија? Не можеме да ги обвинуваме. Само да напоменам. Не можеме да ги обвинуваме граѓаните. Не се инвестира, лоши услови, ладни возови, не знам, а лоша пруга. Не може сега, например, ако стигнуваш ти од Штип до Скопје, ако стигнуваш за 40 минути по пат, 3 сати. За ладни возови, да не кажам, ние се трудевме максимално во целиот оној зимски период, да кажеме, обезбедиме услови за грејење. Можда имало инцидентни случаеви, иначе сите овие релации Скопје Битола, Скопје Веле, Скопје Кочани, Скопје Кичево, низ целиот период беше обезбедено и грејење. Имаше случаеви само во одредени денови за наблаце, кога се пушташе само по еден вагон, адхок и така натаму, што тоа е вистината. Сега не можеме да се пожалиме само за тие услови. Дали се овие доволно, дали треба да се инвестира во железници? Апсолутно да. Бидејќи зборевме и во истражувањето е кажено дека уназад децении не се работи само за години. Сега во транспортот е инвестирано, нели, со проектот, што ви кажав, кредитот од ДБРД, ама тоа е недоволно, бидејќи железницава е скапа играчка, треба многу пари. Фали стратегија, како што рече Горан. Има стратегија во Министерство за транспорт, има стратегија и владата, само е проблем околу парите. Предпоставам дека со отварање на преговорите, бидејќи најверојатно ќе се отвара и таа тема околу транспортот и редно е време да се инвестира повеќе средства во, финансиски средства во железница. Господа, јас верувам дека секој од вас имаше уште многу што да каже, но нам толку не кажав. Чувствувам дека можеби следен пат повторно ваква слична тема ќе отвориме, бидејќи останаа многу работи и прашања неразјаснети. Секогаш сме отворени за било кој прашање, може да одговориме на вашите. Ви благодариме во секој случај. Јас и Чаловски овде ќе ве поздравиме. Останете со нас, следува забавниот дел Возење со Вучиќ. Со нас се гледате во среда. Зарем некој би посакал ваков роден ден? Не изгледа многу забавно. Ова е вистинска роденденска атмосфера. Направете го вашиот дом паметен со Smart Home. Користете технологијата за добро. Во новиот број на неделникот Фокус ќе читате: предизборен менаџмент со јавните ресурси. Власта засилено реконструира улици, исплаќа субвенции и ангажира работници. Случај Никола Младенов. Исчезнаа ли 10 причини за нова истрага?